Линковско случување во денешната емисија Македонија на утро го посветувам токму на женското предприемништво и занаетите. Разговараме со председателката Емилија на Сдруженијето Центар Добре дојде Македонија. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Може ли малку пошироко да ни објасните за што станува збор и каков е тој настан? Добро утро, убав ден. Најпрво сакам да се заблагодарам на Македонската радио и телевизија што сум денеска тука и на гледачите кои ме следат и каде што ќе има можност да ја споделам оваа информација. Значи, во сабота од 10 до 17 часот ќе се организира саем во ритмот на македонските занаети и креации, да не го сгрешам, каде што тоа ќе биде во јавна соба. Влезот е слободен, сите може да присуствуваат и тоа ќе биде поддршка на македонските традиционални занаети и креации. Значи, покрај редовни учесници кои работат на таа тема и тоа е причина за нивно самовработување, на овој настан ќе бидат вклучени и корисници на проектот Платформа за женско семено предприемништво, кое беше поддржано од амбасадата на Словенија и фактички ова ќе биде имплементација на тој проект. Тоа беа селектирани 35 корисници од Скопје, Струмица и Струга, кои учеа да везат, шијат, плетат. Значи, имавме подготовка за едни мануелни вештини, имаа семинари како потоа да знаат и умеат да ги продаваат своите производи, како да креираат бренд, како да ги користат социјалните медиуми за нивните производи. И токму тој ден ќе биде имплементација на тој проект, на тие луѓе да продаваат и да покажат дека во Македонија може со самовработување да се живее, да се работи и во Македонија може повторно да се враќаат традиционалните занаети и креации и дека ова е еден убав спој на женско предприемништво и креација и традиција. Дали ќе има активно работење на настанот или само ќе има презентација на оние веќе готови производи и знаеме дека занаетите во Македонија полека умираат, интересот опаѓа. Како тоа да го смениме во перцепцијата кај граѓаните за да се зголеми интересот за тие ракотворби? Да. Значи, ова ќе биде класично, значи, промоција и продавање на производи на занаечиите креативците кои веќе работат на ова. Подигнување на свеста може да биде кај граѓаните во Македонија да разберат дека многу е поубаво, сега се ближат новогодишни божични празници, да изберат некој производ кој е допадлив до нив, а сепак е македонско производство. Малце треба да се негува и да расте свеста дека убаво е да се поддржат македонски производи и убаво да се поддржи женско предприемништво. Морам да кажам дека во овој проект беа вклучени жени од ранливи категории. Значи, убава една поддршката да дадат и граѓаните, за да можат и во иднина младите да се навраќаат на семејните и традиционални вредности. Ја милувам да кажам дека сега во време на вештачка интелигенција, ако нешто остане незаменливо, тоа ќе бидат мануелните вештини, тоа ќе бидат производите направени со сопствени раце, креациите и дизајните. Значи, многу е убаво да се размислува во таа насока, меѓутоа секако дека и државата треба да помогне да што повеќе има можност овие лица да ги продаваат и промовираат своите производи, се повеќе да се поттикнуваат проектите на Сдруженијата, на невладиниот сектор, која ќе ги доближи едукациите, како они не само да научат да плетат, бидејќи многу од нив, многу жени, девојки, млади девојчиња ги имаат тие вештини, меѓутоа тие не знаат како да излезат на пазарот на трудот, како да бидат конкурентни со останатите увозни производи. Така, сакам да ве прашам дали се работи само за плетење или може од рециклиран материјал, например материјал од текстилни фабрики кој што завршува отпад да се рециклира, да се искористи тој материјал или какви се идеите? Не, ние токму ја негуваме таа зелена агенда. И токму многу производи ќе бидат рециклиран материјал, а морам да кажам дека во 5 часот, меѓутоа во 17 часот, меѓутоа од затворен карактер ќе биде ревија на тие ученички кои научиле
да шијат, без воопшто да знаат игла да земат во раце, успеа да научат да шијат, да дизајнираат со помош на менторот Ирина Тошева, познат дизајнер кој токму работи во зелената екологија и екологијата во модата. И токму ќе има ревија на тие дизајнери со рециклирани материјали. Ние тие материјали ги собиравме од фабрики, од домаќинства, од сето тоа, и сега ќе има одржливост на текстилот. Текстилот е голем загадувач во светот и што повеќе проекти поддржување на одржливост на текстилот, значи не да заменува со една колекција да се најде во отпад, туку напротив да се дизајнира во други креации и текстилот да биде одржлив. Ние треба малце да бидеме свесни дека модата знае да биде загадувач и за тоа треба да внимаваме и да ги поддржуваме тие креации кои возможуваат одржливост на текстил. Во ова просторија изминатите 4-5 години имавме и настани каде што сите доаѓаа со стари облеки жените и се купуваа едни меѓу други по многу символични цени со цел да биде одржлив текстилот. Бидејќи поготово знаеме дека ние жените ги претрпуваме нашите домашни складишта со гардероба и целта е тој текстил да биде одржлив.